Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве што подготвивме за ова издание. Минатиот месец ги тестиравме услугите на пошта на Северна Македонија. Дури имаше еден прилог убав ден пред да почне предупредувачкиот протест. Стотици граѓани се препознаа и ни испратија поплаки за услугите на пошта. 2 пати ми исклучена струјата, платени сметки ми кастат, таму он ме исклучува. Има ли и кој е планот за пошта на Северна Македонија? Зошто помпезно најавената фабрика за електрични автомобили кај Тетово се уште е само во најава? Во рокот една недела ќе се даде дозволата за градба, каде што ќе може да почнете и со градежни активности. 60 години од поплавата во Скопје. Ова е всушност и тоа централното подрачје на градот и гледате како ова евакуација на покупнината. Дали е научена лекцијата? Направивме она што требаше да не штити, а потоа го пропастуваме. ЛГБТИ центарот одбележува 10 години постоење и 10 години од нерасчистените напади. Обвинителството не покрена постапка по нашите кривични пријави. За ВМРО ДПМН и за партиите на албанците, правата на ЛГБТИ луѓето остануваат табу тема. Се надевам дека ова е доволно причина да останете на Алсат и по рекламите. Ова е емисијата 360 степени. Пошта на Северна Македонија е долгогодишен загубар. Само лани беше во минус 3 милиони евра. Има 2192 вработени кои добиваат ниски и нередовни плати. Од државната фирма не се задоволни ниту вработените, ниту муштериите. Пред неколку недели покажавме како за пошта веќе е предизвик навреме да достави писмо или пакет до домашна адреса. Следуваше наплив од коментари од наши гледачи и читатели што ни откри дека има места во земјава каде пошта воопшто не стигнува. Зоран Јовановски за проблемите што ги предизвикува незавидната состојба во државната пошта, како и за можните решенија. Минатиот месец ги тестиравме услугите на пошта на Северна Македонија. Некои од писмата што ги пративме стигнаа за ден-два, но некои ги чекавме и 2 недели. Најзагрижувачко беше сознанието дека во 21 век пакет стигнува до дома по исклучок, наместо по правило. А да ве кажам, зошто до канцеларија не ни го донесовте? Не носате што ќе не знам што тоа. Стотици граѓани се препознаа и ни испратија поплаки за услугите на пошта. Решение од ПИОМ, пратено во мај лани, се уште не е донесено на адреса. Од Кина до Скопје 20 дена и од Скопје до Битола 25. Тоа не мора да го тестирате, сите го знаеме. Ние поштар со месеци не сме виделе, а не писма и пратки да ни пристигаат. Нашата сторија ја искористи и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики како аргумент за промена на бизнис моделот на пошта. Дури имаше еден прилог убав ден пред да почне предупредувачкиот протест и можат граѓаните да го најдат, мислам дека на интернет за ефективноста. Кога вие ќе добиете во град Скопје писмо, пошта 2 или пратка после 6 до 7 дена, тоа ти укажува колку е ефикасно и затоа луѓето не се склони да ја користат таа услуга кога има подобри и поефикасни начини на дистрибуција. Има ли и кој е планот за пошта на Северна Македонија? Булачани, населено место на падините на Скопска Црнагора во руралниот дел на општина Газибаба, на 15 километри од центарот на главниот град. Речиси секоја куќа има истакнато поштенско сандаче, но како што сведочат жителите, тие често остануваат празни. Најмногу се жалат на ненавремена достава на сметки. Не доаѓа на време, не доаѓа, многу касни. Треба до 20 да дојде, она доаѓа после први. И ние ќе закаснеме со плаќање. 2 пати ми исклучена струјата, ради што платени сметки ми кастат, таму он ме исклучуваат. Состојбата со доставата на пошта во Булачани е незадоволителна и покрај тоа што реонот има поштар, жител на селото кој не успеавме да го запознаеме. Соселаните сепак имаат разбирање за него. Поштарот не е многу паметен, да ти кажем, ама не знам што е работа со него, мислим дека чув дека не е пријавен, за тоа не сака да... Он доста не служи, ама не е доволно.
Ние изгледа поштар немаме во село. Имаме еден дечко што тоа носи, ама човекот ние вработе, ние осигуран таму. Може би поштарот не го гледаат често, барем не како разнесува пошта, но затоа велат дека приватните пошти им вршат добра работа. Забележливи беа по улиците низ Булачани и дента кога снимавме. Таа што е приватно брзо доаѓа и си ги носат кај што е адресата. Сепак, жителите бараат и државната пошта да си ја врши својата работа. Едноставно да носат сметки редовно како што треба, месец за месец, да не се останува со неколку месеца па да не можеш крај со крај да искочиш кој попрво да фатиш, дали од почеток или од крај. За да се увериме дека пошта, најблаго кажано, има проблем со доставата на пратките, не мораше да одиме до Булачани. Ова е една од најголемите урбани скопски општини – Аеродром. Бојан Тренчевски има мала фирма и големи проблеми со поштенската неуслужливост. Пратката стои 5 до 7 дена, необработена, па потоа пишува дека е доставена или, што не е точно, нели? Или пишува дека е пробано да се достави, па не ме нашле. Значи си добиваат во време, значи треба веројатно подобра контрола на тоа што го работат поштарите. Тренчевски ни раскажа повеќе случаи во кои трпел неговиот бизнис. Например, очекувал пратка со документи од општина Аеродром, но поминале речиси 2 месеца, а не добил ниту писмо, ниту известување. Отидов во општина и тие ми извадија тамо дека јас не сум сакал дека поштарот ми ја доставил до мене, меѓутоа јас не сум сакал да ја примам. Сум одбил да ја примам пратката. Што беше несфатливо, бидејќи јас барав одговор од нив и го очекувам одговорот, зашто јас би одбивал да го примам одговорот од општината. И тука го изгубив времето на жалба. Реагирал во пошта и бил изненаден како ја лоцираат одговорноста. Се обидов да им го предачам случајот дека имам проблем. Тие чудно му се јавија на поштарот и ми го дадо на телефон, ја да сум се разбрал со него на телефон. За проблеми со поштенските услуги ни пишаа и од Кратовско Шлегово. Кристина Иванова вели дека пратките од странство воопшто не ги добиваат. И исто така нарачки од Алиекспрес, сопругот пошто се бави со лов, порачуваше 2-3 пати му стигнаа пратките, после тоа ништо. Потоа барање поднесовме за тоа траки од Алиекспрес. Пратката му праќаат како пратена, у кој град пристигнала до Скопје ја има пратката, после Скопје никако ја нема пратката. За обвинувањата дека поштарите не си ја вршат својата работа, од синдикатот на пошта велат дека не е секогаш поштарска вина, бидејќи условите во кои работат се лоши. Немаме доволно мопеди, немат велосипеди, немаме технолошки возила. Гледате самите, долги години немаме работна униформа, нашите поштари се непрепознатливи на терен. Покрај ова, Великденов вели дека на местото на пензионираните се ангажираат договорни поштари. Тоа би значило вршителна услуга, за нас тоа не е решение, бидејќи ние треба како што ќе имаме заминување во пензија, особено најсуштинскиот дел од технолошкиот процес, тоа е достават и поштаразесувачите, веднаш да се вработат поштари и да немаме прекид никако во тековното работење. Генералниот директор на пошта на Северна Македонија, Васко Стефанов, при снимањето на нашата претходна сторија, потврди дека пошта се соочува со проблеми во ресурсите. Зошто пакетите не ги доставувате до соодветната адреса, туку треба примачот да ги подигне самиот од пошта? Овде од повеќе аспекти не можеме да го доставиме, да ја доставиме пратката до конкретната адреса, бидејќи во нашите подружници ширум Македонија немаме доволен број на возила за да можеме испораката да ја вршиме на домашна адреса. Значи имате проблеми во човекови и во технички ресурси? Апсолутно, како и секаде така и кај нас. Иако прашавме, од Стефанов не добивме по конкретни информации за тоа што се презема за да се подобри состојбата, освен дека треба да се почне со обнова на возниот парк. Откако проблематичното функционирање на пошта се актуализираше со нашата сторија, темата стигна и до седница за пратенички прашања во парламентот. Прашувам, кога поштата ќе ни биде вратена нам, на граѓаните? Владиниот тим ќе работи на изнаоѓање на системско решение кое што ќе треба да одржи, да обезбеди долгорочна одржливост на
Македонски пошти. Владата уште пред 2 години требаше да започне со реструктурирање на пошта, но тој процес речиси и да не е започнат. Сега раководството на пошта добило задача да достават предлог за веќе од јануари следната година да почнат со нов начин на работа. Беше изработена и физибилити студија. Тоа е истата студија за чија нарачка екс-генералниот секретар на владата Мухамед Зекири заврши на обвинителна клупа, осомничен дека при постапката го оштедил државниот буџет за 1,5 милиони евра. Според вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, судскиот процес ја забавил реорганизацијата во пошта. Но и покрај ова, вели дека студијата како документ име на располагање и таа отвора можности за јавно-приватно партнерство, целосна приватизација на пошта, но и насоки за внатрешна реорганизација. Увидува дека во нашата пошта има 246 типови на работни места, а според сите нови модерни начини на функционирање, за да една пошта биде успешна, треба да има 47 типови на работни места. Па така, реструктурирањето почнало од кабинетот на генералниот директор. И една категорија која што веќе ја направивме, увидовме дека имаше места, работни места, советници на генералниот директор. 18 на број. Ги намаливме на 2, а сите други беа распределени на други работни позиции кои што одговараат на нивните знања, вештини и образование. Нова систематизација вели дека треба да има и за другите работни позиции. Најголемиот недостиг од поштари ќе се надополнува од постојните вработени. Иако Битики вели дека не поддржува приватизација по секоја цена, сепак вели дека сериозно се размислува за таа опција, како и за јавно-приватно партнерство. Затоа веќе има заинтересирани компании, меѓу кои ги посочува Пошта на Словенија, Хрватска пошта и една приватна компанија од Данска. Следен чекор ќе биде одлуката која што сите заедно, луѓето, вработените во Пошти на Република Северна Македонија, менеджментот таму и владата ќе треба да ја донесат дали влегуваме следната година во процес на јавно-приватно партнерство, мора да има повик и тогаш сите овие контакти и заинтересирани компании кои што впрочем биле во иста состојба како Пошти на Република Северна Македонија низ годините, но покажале дека заради умешноста да се реорганизираат и реструктурираат, веќе се едни од битните актери во поштенскиот сообраќај во не само во регионот, туку во светот. На кое ниво ви е комуникацијата со овие фирми што ги спомнавте? Комуницираат сега, ние сме комуницирали и како влади, со ресорните министри, дека имаме заинтересираност, дека сме отворени да дискутираме. Понатаму, тоа е на ниво на менеджмент на компаниите. Веднаш по нашата претходна сторија на темата, владата ги задолжи сите државни институции да ги користат услугите на Пошта на Северна Македонија. Целта на чекорот е да се подобри тешката економска состојба во државната фирма. Но дали тоа ќе помогне за доизборот на соодветен модел за пошта да престане да важи новото поштарско правило и да врне и да вее и бура да коси, поштар пошта не ти носи. На 13 август, на годишнината од рамковниот договор, во индустриската зона кај Тетово се собраа целиот владин и врвот на ДУИ за да означат почеток на голема инвестиција. Изградба на фабрика за електрични автомобили со помош од државата од околу 45 милиони евра. Најавите беа дека градежните работи ќе почнат за 6 до 8 недели, но и по двојно повеќе поминато време на локацијата нема ниту машини, ниту работници. Даниел Василев проверуваше што се случува со проектот на кој од почеток се гледа со скептицизам, најмногу поради неуспехот на компанијата да се пробие на светскиот пазар со производот што сега треба да се прави кај Тетово. Реткост е на едно место да се појават лидерите на двата најголеми коалициски партнери, плюс председателот на Собранието, плюс половина влада, плюс директори. Денес ќе се постават темелите на инвестиција која само во првата фаза тежи 130 милиони евра и која што ќе отвори најмалку 890 нови добро платени работни места. Поводот овој 13 август беше камен темелник на фабрика за производство на електрични автомобили на германската компанија eGo. Ниту датумот не беше случаен, годишнина од рамковниот договор. Дали таа индустрија на глобалниот пазар има перспектива? Да. Дали таа е одржлива за животната средина? Да.
Дали ќе создаде нов пазар за нова перспектива за младината? Да. На настанот не беа дозволени новинарски прашања, па деталите се дознаа по церемонијата. Фабриката, според најавите кои што ги имаме, треба градбата на самиот објект треба започне во следните 6 до 8 недели. Тоа значи дека многу брзо на почетокот на есента ќе ги видиме. Ќе видиме почетокот на градежните работи. Предвидено беше изградбата на фабриката да започне 6 до 8 недели по помпезната најава. Но 15 недели подоцна на локацијата има само камен темелник. Иако е лесно да се пресмета дека рокот за старт е двојно пробиен, директорот на технолошко-индустријските развојни зони уверува дека нема никакво доцнење. Самиот деловен план и на компанијата кој што не е приложен во договорот за државна помош предвидува последниот квартал од годинава да започнат градежните активности. Станува збор за фабрика која треба да биде трет капацитет во Тетовската зона меѓу најголемите во државата, простирајќи се на над 120.000 квадратни метри. Половина од овој простор се планира за тестирање и за паркинг на електроавтомобилите. Е огромен објект на ИГО, каде што требаше да се спојуваат 4 постоечки парцели во зоната во Тетово. Веќе тие процедури се завршени и во рокот една недела ќе се даде дозволата за градба, каде што ќе може да почнете и со градежни активности. Но на ИГО не и оди бавно само во земјава. Минатата година тие најавија изградба на фабрика во Ловеч, Бугарија, а работите на терен почнаа годинава неколку дена по најавата за инвестирање во Северна Македонија. И покрај доцнењето во Бугарија, Бектеши очекува дека за 18 месеци од сега 900 работници од Полошкиот регион ќе работат на новите електроавтомобили. Роковите за изградба на фабриката на ИГО не се важни само за јавниот имидж на инвеститорот и владата. Согласно договорот, државата е партнер во проектот и треба да обезбеди 33% од вредноста на инвестицијата, или околу 45 милиони евра. Компанијата нема да користи никакви даночни олеснувања или ослободувања, односно повластици. Тоа значи дека од првиот момент кој ќе почне генерира приходи или од првиот момент кој ќе почне да се вработуваат луѓе, веќе почнува процесот на ангажирање на локален персонал, дека даноците, значи персонален данок при донес и данок на добивка ќе се слеваат во државната каса. Државната помош вклучува поддршка во градежните работи, во набавка на опрема и средства за доквалификување на работниците. Тоа според Деспотовски е стандарден пакет што државата го нуди на странските инвеститори. И тој, но и министерот Бектеши уверуваат дека има заштитен механизам за да не пропаднат парите на даночните обврзници кои се планирани за инвестирање во германската автомобилска фабрика. Ангажирани се и надворешни ревизори кои ќе следат динамиката на изградбата на компанијата. Веќе добивме информација од самата компанија согласно условите од договорот, што е тоа што веќе е започната како инвестициска активност во делот на набавката на опремата, зборувам сега. Така што, откако ќе добиеме соодветна документација дека набавката е веќе во тек, дека одредени исплати кон добувачите веќе се направени, че согласно тоа ќе си ги следиме условите на предвидени во самиот договор. Повторно ќе кажам, не исплаќаме ништо авансно, така што сметам дека и секако ја следиме динамиката на реализација. Според Деспотовски, државата ќе си го врати вложеното веќе во 7-та година откако ќе почне масовно производство на автомобили, ако и кога ќе почне. Дополнителен предизвик ќе биде да се најде и произведе квалификуван кадар за фабриката. 900 не мислам дека е предизвик за Полошки, напротив, особено што Скопскиот е тука. По делот на квалитет, како и секаде на друго место, меѓутоа заради опцијата да користат програми за квалификација, мислам дека ризиците ќе се нивелираат нормално. Подразбира дека она што е предвидено како плати, односно структура на плати во деловниот план ќе се испочитува. Во моментот кога ќе почне изградбата на објектот, веднаш ќе почне со луѓето кои треба, значи со рекрутирање на луѓе што треба да бидат вработени од страна на менеджментот на ИГО и ќе имаме време од околу една година каде што тие можат да се квалификуваат за нивните потреби. Иако од старт е промашен рокот за почеток на изградбата на фабриката за електрични автомобили во Тетово, властите уверуваат дека се тече според очекуваното.
Единствениот кој побаравме, а не добивме одговор, се одговорните во компанијата што треба да инвестира, германски Игол. Првично изразија интерес, но потоа не реагираа на нашето барање за коментар. Компанијата во моментов не ужива углед на значителен производител на електрични автомобили, а и тоа што во земјава се најавува како голема фабрика. На интернет страницата на Игол е опишано како микрофабрика во Северна Македонија. Една година пред катастрофалниот земјотрес во Скопје се случила друга катастрофа – поплава. Таа не зела ни приближно жртви како земјотресот, но тоа не значи дека не треба да се памети и постојано да се поставува прашањето. Дали е научена лекцијата? Галена Николовска-Ризановиќ го постави ова прашање месецов кога се навршија 60 години од поплавата во главниот град. Стихија е името на документарниот филм за ужасот и уништувањето што ги донела поплавата, која на 16 ноември 1962 година ги погодува Скопје и неколку градови во западниот дел од земјава. За неколку дена водата поттопува и урива околу 1000 куќи. 4000 граѓани остануваат без кров над глава, а на поплавата и се припишуваат и 4 човечки жртви. Ова е всушност и тоа централното подрачје на градот и гледате како ова е евакуација на покупнината. Во соработка со Кинотека на Македонија документарецот се прикажува во музеот на Старата Скопска чаршија. Таму е поставена изложба насловена Убавиот бунтовен Вардар. Станува збор за 60 години од големата поплава што се случи 1962 година, кој што скопјани многу добро ја памтат. И сметавме дека е згодно да се одбележи тој настан со една ваква изложба и тоа токму овде во просториите на музеот на Старата Скопска чаршија, кој што се наоѓа во Сулијан. Низ 60 фотографии разгледници од Старо Скопје, авторката Зоја Богдановска подсетува како изгледал градот кобниот ноември, кога поради обилни дождови кои траеле 4 дена и 4 ноќи, водата во Вардар се подигнала 3,5 метри над нормалното ниво. Ја пробила браната кај градскиот парк и во многу силни речни налети навлегла низ градот, во центарот на градот. Така да биле целосно поплавени кејските простори, гледаме тука. Ова е оној дел кај тогашната женска гимназија сега, каде што се наоѓа владата на Република Северна Македонија, делот кај театарот под Калето, камениот мост и ова е веќе кејскиот простор на реката Вардар. Најмногу штети имала тогашната општина Идадија, градскиот парк и плоштадот. Она што посебно сакав да го потенцирам работејќи на оваа изложба е штетата која што била нанесена врз културните институции, културното наследство. Тука го гледаме плоштадот Маршал Тито, книжарницата култура, таа и денес постои на тоа место, и овде можеме да видиме како од надојдените води уништен целиот книжен фонд. Народниот театар претрпел многу големи штети, значи сцената била оштетена, ротирачката сцена, инвентарот на театарот. Ова е уметничката галерија која што 62-та година се наоѓала под Калето. Исто била целосно поплавена, гледаме докаде стигнала водата и голем број уметнички дела за жал биле оштетени. Меѓу скопјани што се сеќаваат на поплавата е архитектката Даница Павловска. Семејната куќа во која го поминала детството се наоѓала во центарот на градот кај тогашната католичка црква. Во моментот на поплавата, како дете, бев навистина многу возбудена, не толку исплашена, зашто децата тоа не го доживуваат како опасност, али самиот момент на голема вода и така прљава, тоа каллива, е нешто што не се заборава. Нашите подруми беа поплавени, имаше штета. Низ годините Скопје памети повеќе поплави кога реката Вардар се излеала од коритото. Историски, во последните 3 века Вардар го има поплавено Скопје повеќе од 10 пати. Најзначајната регулација на коритото на Вардар е направена во 70-тите години, пошто кејот ги добива контурите на она што е денес. Од тогаш значително е подигнато нивото на заштита од поплави, но ризикот се уште постои. Во 2016 година по барање на град Скопје со помош на UNDP направена е студија со симулација за моделирање на можни поплави во Скопје и регионот.
Во неа пишува дека градот има критична локација ако се следат речните сливови на Горен Вардар, Треска и Лепенец. Авторот на студијата Ангел Панов објаснува дека сливовите имаат таква форма што при одредени метеоролошки услови може да предизвикаат појава на коинциденција на поплавните бранови, наречена Дамоклов меч, како значителна закана за Скопската долина. Резултатите од моделирањето укажуваат дека моменталното ниво на заштита од поплави на урбаната зона на Скопје е се уште во разумни граници. Но треба да се истакне фактот дека покрај регулираното урбано корито и изградбата на браната Козјак, градот Скопје пропушти огромна можност да има многу високо ниво на заштита од поплави, како и останатите големи европски градови. Во коритото на реката Вардар во централното подрачје имаме најголема концентрација на изградени мостови на километар. Има безброј објекти кои воопшто не треба да се таму и треба веднаш да се отстранат, бидејќи ја намалуваат пропусната способност на реката, а со тоа го зголемуваат ризикот од поплави. Пропусноста на реките и мерењата за состојбата со водотеците ги прави УХМР. При опасност се активира хидроаларм кој стигнува до сите надлежни институции, вклучувајќи го и Центарот за управување со кризи. Оттаму велат дека иако е мала веројатноста за поплавување од Вардар во урбаниот дел од градот, се уште постојат критични точки. На 100 годишните води не би требало да има поплавувања во градското подрачје, освен на некои точки каде што не е уредено коритото, како што е на влезот во Скопје кај Ѓорче Петров, потоа на излезот од Скопје после Маџари, каде што би можело да има определени поплавувања на големи количини на вода кога би дошле како во 79 година. А токму во поплавата во 1979 година како критична точка се покажал и пешачкиот мост на Вардар кај владата. Во тој период беше и миниран самиот мост, доколку дојде до зголемување на нивото на реката, се уште да дојде до негово рушење контролирано, за да не дојде до верижна реакција по останатите мостови. Но затоа што рековте по-низок од другите мостови? Затоа што има помала пропусна моќ од другите мостови, значи пониско е поставен. Тарчуговски предупредува дека иако опасноста од Вардар во моментов е на ниско ниво, потребна е поголема заштита од атмосферските води. Други се поплавувањата кога станува збор за порејни поплавувања на определено подрачје со вржена голема количина на вода на мал простор, како што беше 2016 година во Стајковци Синѓелич, или пак поплавувањата од канализацијската мрежа и од мрежата за атмосферска вода, кој што во Скопје ги има релативно малку и би требало да биде многу подобрена, затоа што такви излевања од атмосферската канализација имаме постојано. Штетите од секоја поплава се од различни размери, но секогаш најмногу трпат објектите што се најблиску до водата. Македонскиот народен театар, кој бил една од најоштетените згради во 62-та година, и денес мака мачи со водата. Изграден во рамки на проектот Скопје 2014 на иста локација покрај Вардар со секој пообилен дожд, МНТ е потопен. Ништо подобро не поминуваат и другите новоизградени објекти во околината. Од Државниот архив, например, алармираат дека влагата и поплавата се редовни во зградата каде се сместени и археолошкиот музеј и уставниот суд. Никаде во светот нема архив што е толку блиску до вода, ниту пак депо на 6-ти кат. Да не заборавиме дека ние сме и трусно подрачје и често има појава на мали земјотреси. Чија идеја било Државниот архив да се пресели во овој објект пред 9 години не знам, но навистина е направена огромна грешка. Затоа е потребно итно да се најде соодветно решение и да се создадат нормални услови за негово функционирање, кое што е од суштинско значење за нашата историја, култура и традиција, за нашиот идентитет како народ и држава. Регулацијата на реката Вардар значеше на одреден начин и заштита од подземните води. Тие продираат таму. Таа силна физичка структура требаше да не се допира, да не се упропастува, да самиот тек на реката не се попречува, затоа што бариерите на таква една река на некој си можеби 50 или 100 години кој ќе најдојде, се катастрофални за градот. Тогаш никој ништо не може да помогне. Значи, лекцијата што ја научивме од поплавите, заправо како да не допира повеќе, како да избледе. Го направивме она што требаше да не штити, а потоа го пропастуваме.
Според податоците од студијата за моделирање на поплави, сегашниот максимален проток на регулираното корито на Вардар во урбаното подрачје е 900 кубни метри во секунда. Поради архитектонските зафати во коритото, тоа е за околу 30% помалку од проектираното. Во документот од 2016 година има и препораки за подобрување на отпорноста од поплави во иднина, кои вклучуваат чистење и обнова на целата постоечка инфраструктура за заштита од поплави, односно враќање во почетна состојба и долгорочно одржување. До целосно исполнување на мерките, на Скопјани им останува да бидат со поголема свест и одговорност за да не го налутат убавиот бунтовен Вардар. Правата на ЛГБТ и луѓето во земјава се секогаш актуелна тема и ќе останат, зашто иако генералната атмосфера е можеби подобрена, остануваат многу нерешени проблеми за нив. Тоа го констатира и последниот извештај на Европската комисија за земјава. И покрај тоа што легалната рамка предвидува заштита од дискриминација и говор на омраза базирани на сексуална ориентација или родов идентитет, спроведувањето на законите останува предизвик, пишува во овој документ. Проблем се хомофобичните и дискриминаторски изјави на некои политичари. За одредени мејнстрим партии, вклучувајќи ги и сите партии на албанците, темата останува табу. Остануваат нерасчистени нападите на ЛГБТ и центарот кој одбележува 10 години постоење. Михаил Милошевски. Јунско попладне во Скопската чаршија. Татко ја шета керката по калдрмата. Дете вози велосипед пред очите на полицаец. Седнат на скалите пред еден од затворените дуќани. Набрзо, мрзливиот ден добива стравичен тек. Во моментот, значи во ЛГБТ и центарот имаше околу 30 на луѓе. Дел од нив се наоѓаа на горниот спрат од центарот. Само ние четворица колеги бевме доле на долниот спрат, каде што беше извршен директно нападот. Тоа предизвика голема паника кај луѓето. Нормално, јас бев во состојба на шок. Мене не ми текнува на одредени моменти од самиот напад. Например, не ми текнува дека сум паднала. Во нападот на ЛГБТ и центарот во јуни 2013 година беше повреден и полицаец. Ниту тој, ниту неговите колеги ги фатија напаѓачите, ниту на лице место, ниту потоа. А напади на центарот во тој период имаше често. Вандалите што кршеа дури и без да го покријат ликот. Никогаш не беа пронајдени и покрај уредните пријави до МВР и до обвинителството. Неказнивоста секогаш била проблем во Македонија и правната несигурност на граѓаните е токму поради таа неказнивост. Јас речиси во сите мои изјави каде што зборувам на овие теми, најчесто сум фокусирана секако на обвинителството, бидејќи обвинителството не покрена постапка по нашите кривични пријави. Зошто и после толку години нема ниту еден осомничен, а не пак осуден за нападите врз ЛГБТ и центарот во старата Скопска чаршија? Но ова прашање од основното јавно обвинителство ни одговорија дека се постапува по сите поднесени пријави за напади. Меѓутоа, надлежен орган за откривање на идентитетот на сторителите на кривични дела е Министерството за внатрешни работи. Јавното обвинителство ги има издадено сите неопходни наредби и насоки со цел да се откријат сторителите, но до овој момент тие не се идентификувани. А бидејќи обвинителството практично го обвинува МВР дека не може да ги идентификува лицата на камерите, прашавме во полицијата што е проблемот. Од Министерството за внатрешни работи добивме одговор срочен во една реченица. Сите мерки во врска со расчистувањето на овие случаи се преземаат во координација со основното јавно обвинителство. Во ваков пинг-понг во кој институциите си ја предаваат одговорноста за тоа што не можат да ги најдат насилниците, снимени при вршење на делото, поминаа речиси 10 години. Неказнивоста при неколкукратното демолирање на ЛГБТ и центарот не е единствениот сигнал што говори дека државата не е заинтересирана да ги заштити, макар и основните права на заедницата. Оваа болест е лудило, се лечи многу брзо, само нема закон. Кјотекот од рајот е излезен. Гнаси, гром да ве утепа и двете. Болеста е за лечење, ама за оваа болест лек нема. Упс, ке заборавев, има, ортома и јасика. Тргнете ги гнасите, ова го читаат и деца.
На порталот говорнаомраза.мк грижливо се индексираат и архивираат коментарите со закани по живот кон лица што демонстрираат однесување, различно од она на хетеросексуална врска. Од 2020-та до денес издвоени се стотици коментари, а поднесени се и 10 пријави за правни и физички лица за ширење на расистички и ксенофобичен материјал врз основа на сексуална ориентација. Но МВР не го следи регистарот. Обвинителството пак го регистрира говорот на омраза, но не води посебна статистика. Дали мотивот е сексуалната ориентација на жртвите или нешто друго. Згора на се, треба да се има предвид дека многу од настаните кои носат обележја на говор на омраза воопшто не се кривично правни настани, односно подлежат на граѓанска одговорност како клевета и навреда или на постапка пред Комисијата за заштита од дискриминација. Кривично се гонат само поединечни физички напади. Од МВР велат дека од почетокот на минатата година се регистрирани 2 кривични дела насилство и едно нарушување на јавниот ред и мир со физички напад. Во тие настани биле нападнати 6 лица, припадници на ЛГБТИ заедницата. Во вакви околности ЛГБТИ центарот во земјава неодамна прослави 10 години постоење. Од почетоците во Старата чаршија до просторот во катната гаража Беко, активистот Кочо Андоновски говореше за борбата за рамноправност низ годините. Вечерта кога се отвори, веднаш беше и искршен центарот. Но од тогаш мислам дека навистина има голема промена во смисла на тоа дека хомофобијата веќе не е алатка која некоја политичка структура ја употребува за да дневно политички дефлектира внимание или било што, така да во едно помирно време живееме и тоа е голема промена. Дека времето е помирно посведочи фактот што без проблеми минаа сите настани за време на прославата. Но дека рамноправноста е далеку покажа тоа што настанот го проследија едва и 2 новинарски екипи. Имаме истиот камерман од пред 18 години што со чом ме снимаше. Фала ви многу. Кулминација на јубилејното славие беше проекција на краткометражниот филм на косовскиот филмски продуцент и припадник на заедницата Леард Рама. Неминовно се наметнаа прашањата. Каква е состојбата во соседството? Косово, вели тој, секоја година забележува се по-позитивни резултати во остварување на правата на ЛГБТ и популацијата. За разлика од минатото, кога оваа тема била табу, сега постојат неколку центри и барови, каде луѓето ја осознаваат важноста за интеграцијата во општеството. Of course, it's not perfect yet. There are a lot of people that should get educated on how they see LGBT community and how they don't get affected of this community at any sort of their life. But of course, to be real, it will take a lot of times until everything will be 100% safe. Because to be honest, nowhere in the world is 100% safe for LGBT people. Во албанските семејства, вели Рама, посебен феномен е традицијата и патриархалноста, што се е ризик фактор кога некое лице сака да се декларира како геј. Just because we have this pride, it means that inside the government there are a lot of people really supporting it, and of course that a lot of other people in the government and in the political parties are not really supporting it, just like everywhere else. But as long as for now we have people inside the government that really are pushing forward the activities and everything that are being done for the sake of LGBT community, I think that in the future, in the near future, we'll have even more, and people talking freely and openly in the government. Во Северна Македонија годинава по трет пат се одржа Скопје Прајд, на кој присуствува околу 2000 лица. Низ годините, активна поддршка и учество на парадата зедоа председателот на државата Стево Пендаровски, повеќе министерки и пратенички. Очигледно е отсуството на политичари на власт, кои истакнуваат дека се верници на припадници на ВМРО, ДПМН, но и на партиите на албанците во земјава. Во нашето искуство досега поексплицитни политичари на овие теми биле, да речеме,
политичари и политичарки од некоја либерална зелена провениенција, но повторно тоа се само индивидуални случаи. Во ниедна политичка партија јас не гледам некаков здрав систем, програма, стратегија на оваа тема како што имаат на образование, здравство, животна средина и така натаму. А ако домашните политичари навистина сакаат да ја однесат земјата во Европската Унија, тоа нема да се случи без да ги гарантираат основните права на ЛГБТ и популацијата. Во последниот извештај на Европската комисија се нотира дека политичари даваат хомофобични изјави, дека има навредливи содржини во учебници, дека заедницата меѓу хомосексуална двојка не е правно признаена, дека не се гонат соодветно нападите против ЛГБТ и луѓето. Потребни се сериозни напори со кои ќе се заштитат и ќе се обезбеди луѓето да можат да ги остваруваат своите ЛГБТ права. Дел од тие напори веќе неколку години е интерпартиска парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и заедницата, која се формираше во 2018 година. Колку хомофобија има во домашната политика, покажува и фактот што од 15 пратеници во актуелниот состав на групата, само еден е маж, пратеникот на Гром Љупчо Пренџов. Но и тој цел месец одбегнуваше да ни даде интервју, па моравме да упаднеме со прашања на неговата пресконференција на друга тема. Прилично долго дискутирам за повеќе теми, но и јас како човек кој што не е хомофоб, кој што ги поттикнува луѓето да имаат толерантност према сите различности во општеството, се фаќам себе си во тоа дека не сум бил доволно активен на тоа поле. Ние мораме да разговараме отворено во собранието, мораме да помогнеме на секоја целна група, никој да не биде изоставен од ниту еден процес. Интервју баравме, но не добивме од владеачката ДУИ. Нивните две представнички во интерпарламентарната група, пратеничките Арта Билали и Мерита Коджаджику, го примија нашето барање, но не се одзваа на поканата. Пред камера се појави една од неколкуте пратенички што јавно говорат на темата. Маја Морачанин од Дом. Треба поактивно да ги промовираат правата на ЛГБТ и луѓето и на своите колешки и колеги во нивните политички групи да им ги објаснат принципите за кои зборуваме и за кои даваме поддршка како група, за да сите пратеници бидат подеднакво информирани и да се донесат закони кои што се во интерес на ЛГБТ и заедницата, зашто да подсетам, ние кога зборуваме за правата на ЛГБТ и луѓето, зборуваме за човекови права. Токму потребните законски измени се една од забелешките во извештајот на Европската комисија. Освен немањето правна рамка со која се дозволува официјално признавање на истополовите заедници, земјата во одреден момент ќе треба да воспостави законска процедура за менување на полот заради реафирмација на родот. Такви измени на Законот за матична евиденција беа предложени, но текстот беше повлечен во март 2022 година, неофицијално бидејќи немаше поддршка од собраниското мнозинство. Законот ќе треба да се пратите кај СДСМ, бидејќи СДСМ и владата го предложија и СДСМ и владата го трна од комисија. Морачанин вели дека Министерството за правда работи на нови измени, иако според неа првичната верзија била најприфатлива и требала да се донесе итно. Дефинитивно, според сите истражувања, една од најмаргинализираните, особено трансродовите лица. Тие се едни од најчесто дискриминираните луѓе, многу често мета на говор на омраза, па дури и насилство. Со ова законско решение практично ние ќе им овозможиме овие луѓе кои што се наши граѓани во заедницата да се чувствуваат достоинствено и да не бидат дискриминирани, да можат да си ги уживаат правата како сите други граѓани. Ретки се не само политичарите, туку и луѓето како Морачанин, кои кога говорат за ЛГБТ и заедницата говорат за човекови права. Инаку, освен како заблуда и предрасуда, тешко е да се објасни зошто мнозинството од граѓаните имаат негативно мислење за луѓето со поинаква сексуална ориентација од хетеросексуалната. Како што покажа неодамнешното истражување на Македонскиот центар за меѓународна соработка, дури 81% од граѓаните во земјава не би сакале за сосед да имаат лице, припадник на ЛГБТ и заедницата.
понепосакувани соседи се само зависниците од дроги, од алкохол и лица со криминално минато. Па кога ќе се вратиме на нападите на ЛГБТ и клубот, можеби е и логично што не е уапсен ниту еден насилник, кога нетолеранцијата кон ЛГБТ и лицата во општеството е иста како и кон криминалците. Вообичаено овде најавувам нов блок реклами, а потоа ве поканувам да ја одгледаме новата саботажа. Премиерот продолжува со традицијата да оркестрира и да им обезбедува стоечки овации на учесниците на партиските трибини. Надпревар за собирање ловорики е отпочната, ама тие овој пат не беа наменети за некој од неговите сопартици, туку куртоазно се погрижи да му даде пас на еден од своите коалициски партнери. Председателот на партијата на пензионерите, генерал Илија Николовски, е затоа генерал Николовски стани да те види сала. А пензионерите стануваат малку порано, пошто од почетокот на денот почнуваат да гледаат и слушаат се нешто. Меѓу другото, уште ни саглам расонети. Иако прилично искусни, медиумите им создаваат сериозен проблем да пресметаат колку точно време останува додека пак се повлечат и си легнат. Знаеш, на македонското радио колку денеска трае денот, а колку на телевизија сител. Разликата во таа информација е 12 минути. Денот според македонско радио трае 9 часа и 37 минути, според телевизија сите 9 часа и 49 минути. Јас се будам со две вистини во мојата Македонија. Стварноста е навистина тешка за разбирање, а таа станува уште позначителна кога на мал екран се разоткрива голема вистина, особено за оние за кои веќе и постоја предпоставки, дека не само што веруваат, туку се и креатори на некои свои вистини. Дури на ним блиските, тоа им било неподносливо да го сварат. Си го познавал лично, каков човек е? За кој навива? Гледа ли футбол? Прекрасен е. Малце знае да забега у теории на заговор, ама за сите. Веројатно низ тие разговори протекол и оне за македонското потекло на имењата на државите Пакистан од Пактистан и последично на Курдистан. Па таа дисциплина се развива и во областа на антропономастиката, ја ги дефинира и имењата на луѓето. И затоа се разбира, има домашна експертиза. Соломон, името доаѓа од сол и мун, што значи сонце и месечиња. Ете тие целата приказка. Значи, траги да знаат да ги читаат кодовите. Свегаш, ама не ги читаат. Проста масес. Височините и значењето на тој цар се прилично недостижни. Наместо да се угледуваат на подобрите кај нас функционерите како примери, ги користат полошите. Озборувањето е уште една главна политичка дисциплина. Сад не знам дали си го видел автобусот у Прилеп. Од тие не се качуе никој. Сета е окубано од сите страни. Моли во Битола тоа на струја. Во Битола ма постојка за струја и оде во Битола да го наполни да се врати у Прилеп да... Не, на Пропан Бутане. На Пропан Бутане? Да. Уредот е во Битола. Абе, циркус. И на крајот, што ми сопартиец може да критикува сопартиец? Нормално е опонентот да се сити. Особено кога наместо да ја помогнат на својата кандидатка. Тие сега се низините најголеми противници. Не кажувавме ние, Сања не идеше по Скопје, не одеше Перо Костадинов по Скопје, не одеше Миле по Скопје, не одеше Ана Данева по Скопје, да кажува дека ќе сме имале ние у Скопје Гранде Мама. И сега после една година нема Гранде Мама, сега има Гранде проблем. Нема автобуси, нема прешетителни станици, нема ништо. Гранде Мама веќе не смее да биде Гранде проблем. Скопје е преголемо и пресериозно за да трпи Гранде неспособност и Гранде суета. Исто како и Гранде Македонија. Саботажата и сите други содржини од вечерва се достапни на веб страницата 360stepeni.mk. Таму ќе најдете и многу други информации. Посетете ја.
На Алсат следуваат вести, погледнете ги, а ние повторно се гледаме в петок во овој термин од 22 часот. Пријатно!